Абе, Хохе, слушај вамо, работата е сериозна. Сега ќе те научам да зборуваш. Повторувај по мене. Сакам да бидам председател. Сам бидам председател. Сакам да бидам председател. Сакам да председател. Сакам. Сакам. Абе, сакам. Сакам. Да бидам. Да бидам. Да бидам. Да бидам. Председател. Репетател. Председател. Репетател. Председател. 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 Сакам да бидам председател. Сакам да председател. А секогаш ни беа договорите дека се договараме каква изјава ќе дадеме во интерес на државата, не нешто да скриеме ние или нешто тајно да работиме. Гледаме нешто, за тоа сме платени да направиме нешто што ќе израјме нашите позиции. Единствено тука имам очекувања дека ќе имам човек со кој што нема да си сагам. А видите, Ја кога го слушам владиниот кандидат, ја имам впечаток дека владата не го информира него што се случува воопшто во Опреш. За кој филм вас ви го пуштаат? Нека ви информираат кога праќаат вака на билиме. Ние не сме овде приказни, вие мене сега да ми учите кој бил каде предавач, кај не бил предавач. Ова е политичка агенда. Треба да се понесе одговорност за тоа. Треба јасно да се каже. Ова сме спремни да го направиме. Не да се криете зад премиерот. Премиерот исто така не знае што да направи. Треба да ви каже тој дека нема став за тоа да не ве лаже и да не се игра со вас како маска, како восочна фигура во целата приказна. Загледани во што? Чуш. Па чуш. Загледани во што? Пота. Чуш. 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 А Иванов, овој нивниот недоветен кандидат, уште ги симиња доле 10%. Еве, го употребивте зборот недоветен. Не интересира зошто недоветен. Па добро, Јанко, ти шо мислиш? Пота. Ти го гледаш, не? Да седнеме да смениме местото. Ти го гледаш сега, човекот е избутан во целава работа, ни крив ни должен, поради желбата на неговиот шеф да биде и председател, и премиер, и министер, и градоначелник на Скопје, све. И сега он треба да исполни улогата на марионета и на празно место кој ќе седи на функцијата председател на држава. Па погледнемо го програмот. Програмот е духовни разговори. Да се држиме за раце и да призиваме духови. Сега гледај, тој како председател фондација. Они му дале празен лист хартија и му рекле, види Джоле, земи фломастер боја, цртај овде на оваа маса и не се меше вамо кај што работиме озбилни луѓе, демек држава ја прават. Тоа му направиле со програмот. И сега ти како да го третираш тоа? Тоа се однесува, ќе биде утре председател на држава, ние сме имале лидери, утре се расправаме со грци, со, не знам, со кого, со бугари. Се немаш ти човек кој не знае, нема никакво искуство, не знае да збори. Бугарите викаат кибритлија, на трета реченица се пали. И се изгубува, гото, ни му бет ништо, гледам у студио дали има скриена камера, дали не зафркава човеков, кој ќе почнеме полемика збориме, се запалува. Не можеш така. Пота. Јас, например, не го знаев него дека е таков. Иако јас го донесов на факултет, на некој начин порано се знаеме. Не знаев дека е. Кој ќе го ставиш на светло на ден човек, го гледаш, кој ќе го дувне ветер на јавност, ти гледаш дали може да издржи, дали е материјал што може да издржи, да знае. Он почнува да збори за обединување. За кое обединување, човече? Ние се обединуваме само за победа на Македонија. Он не може тоа да го направи, он прифатил да биде марионет. Воштана фигура, една од тие фигурите што ги прават у музеј сега. Воштана фигура, една од тие фигурите што ги прават у музеј сега. Срамота е тоа. Пота. Како така?
Тоа е понижување кон сите нас. Воштана фигура е една од тие фигурите што ги прават у музеј. Срамота е тоа. И тој, и Данаилов тврдат дека Ѓорѓе Иванов ќе биде само фигура. Дека е, не знам, пластичен, пластелин, ова хартија бела, не знам што и така. Ја немам таков впечаток, имам многу високо мислење имам за Познавајќи го човекот, да. И мислам дека кај тој човек има доста капацитет. Срамота е тоа. Сериозна личност, стабилен, честен човек кој што си ја сака државата. Пота. И сега ти како да го третираш тоа? Тоа се однесува, ќе биде утре председател на држава, ние сме имале лидери, утре се расправаме со грци, со, не знам, со кого, со бугари. Се немаш ти човек кој не знае, нема никакво искуство, не знае да збори. Срамота е тоа. Они виделе дека сгрешиле со него, виделе дека тој проблем прави, им руши рейтинг уште 10 од нивниот доле. И сега како да го протуркаат со количка до избори, како овие 4 дена да не го видиме, да го замрзнат и да го одмрзнат на 23-ти. Не може, срамота е према демократијата наша тоа. Ке си го изложиш човекот. Ама се ајкули ќе го раздрпале. Ќе го раздрпаат ако заслужува тоа да го направат. Пошто тој треба да биде, да се носи, да врши функција председател. Не можеш ти така своите граѓани да ги понижуваш. И се објасни ми како. Видете, Срамота е тоа.